да речем 3-4 години. И дали со собствени средства, труд на колегите што биле пред нас, да се одржи, инаку била во многу лоша состојба, кога што може да се види на ова помош што би работиле колеги. Просторија, ова е една од двете простории на хербариумот на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет. За да сакаме да заштитиме нешто, да можеме да заштитиме нешто, прво мора да знаеме со што располагаме. Да знаеме во каква состојба е тоа и да можеме точно да предвидиме кои мерки нас ни се потребни да го заштитиме. Тоа е нешто, всушност зборуваме за растенијата во случајот. Македонија е карактеристична по тоа што располага со многу голем и богат растителен диверзитет. Затоа довеле пред се географската положба на нашата земја, а од друга страна и климатските услови кои што преовладуваат на нашата територија. На нашата земја преовладуваат различни климатски услови. Значи имаме од континентална до умерено континентална. Е најсеверната точка на распространување на медитерански пак видови. И тоа доведува на нашата територија да имаме една голема мешавина на растителни видови, затоа викам дека има многу голем растителен биодиверзитет. Ова уникатност на флората било од секогаш препознаено од различни ботаничари, флористи во минатото и сега, и тоа довело да уште во минатото голем број на научници доаѓаат кај нас и ја истражуваат и испитуваат нашата флора. Сите растителни примероци кои што се студирале тогаш биле колекционирани и се чуваат во хербариумски збирки. Една од тие хербариумски збирки е ова што ја гледате тука сега. Оваа хербариумска збирка потекнува, односно најстарите растенија тука потекнуваат од 1920 година. Значи имаме растенија кои што се постари од 100 години. Формирала, односно оваа збирка е академик Кирил Ницевски. Имаме слика на збирка таму. Да, тоа е академик Кирил Ницевски, кој што прв ја организирал оваа збирка, ги собрал растителните примероци претходно што постоеле. Овој хербариум е во 2009 година за прв пат регистриран официјално како македонски национален хербариум. И моментално тука имаме околу 171.500 растителни примероци. Имаме доста стари растителни примероци, уникатни. Нашата флора исто така се карактеризира со големо присуство на ретки, реликтни, ендемични растителни видови. Ендемични видови, тоа се видови кои што ги имаме само на едно место и никаде на друго место во светот. Меѓутоа, тие ендемични видови може да бидат локални ендемити. Тоа значи дека ги имаме само на еден локалитет, пример на планината Галичица и на ниту едно друго место во светот. Потоа имаме национални ендемити. Тоа се ендемични растителни видови кои што ги имаме во една држава и на ниту едно друго место во светот, или пак да имаме регионални ендемити. Тоа пак се видови кои што ги имаме на определен регион. Кај нас имаме голем број на вакви ендемични видови, некои од нив денес тука ги имам извадено.
да ги видите, ќе ви ги покажам. На планината Галичица кај нас и на нито едно друго место во светот. Тоа е локален ендемит и името таму потекнува. Семпервивум галичикум. Пример дека имињата на растенијата не мора да потекнуваат само од местото каде што се најдени. Например, Мицевски е името кое што потекнува од академикот Кирил Мицевски. Со опишувањето на овој вид е ставено тоа име, значи во чест на академик Кирил Мицевски. Юринеа Мицевски. Тоа исто така едно лековито растение, мајчина душичка, значи ова го има само во Скопската котлина, затоа го добило ова име. Потребно да најдеме примероци од некој растителен вид. Тогаш знаеме во кој растителен род припаѓа тој вид и имаме изработено каталози. Еве како изгледат тие каталози. Внатре сите родови на растенија се распоредени по азбучен ред. Ги имаме по азбучен ред, меѓутоа истите тие се поврзани и со шифри. Гледате, тука имаме шифри. Овие шифри, како кодови или бројчина, ги имаме по шкафовите. Ако забележавте. И пример ми треба родот Тимус по азбучен ред. Родот Тимус и ми пишува дека го има во шкафот со шифра 7319. И тогаш многу лесно го наоѓам шкафот 7319 и внатре се наоѓаат кутиите кои што имаат представници од овој род. Исто така треба да биде и ладно. Во текот на зимата, значи тука нема грејење, а во текот на летните месеци има клими кои што одржуваат ладна температура. Исто така, еднаш годишно вршиме цијанизација и кутиите во кои што се сместени самите растителни примероци на определен временски период се замрзнуваат во сандак и тоа се прави се со цел да ги заштитиме примероците од напаѓање на инсекти. Да не дозволиме да ги нападнат некои инсекти да ги уништат. И на тој начин се успева да се одржат растителни примероци постари од 100 години, па и повеќе. Изгледа под бинокулар. Во самата кутија имаме папки. Викаме со папки. Веќе собрани растенија во весници, самите се хербаризираат и ги остануваат во весници. Откако ќе бидат спремни со растенијата, ги распоредуваме на бели карти. Тоа се вака, ова значи ги едно. И најглавната работа што мораме да ја запазиме при правење на хербар, таа папка што ја викаме нели или тргот лист што ги спојува сите растенија на истиот, уште на терен кога сме ги собрали растенијата, се пишува локалитетот кој го собрал, наводот се височи на сите податоци што ни се достапни на теренот, пожелно е сите да се напишат на самата папка. И оваа папка ја чуваме до крајниот производ, тоа ќе ги однесеме во хербар. Зимаме еден бел лист и истите растенија си ги префрлуваме на белиот лист. Сега гледаме некако да не, ако биде во еден весник, си ставаме уште еден, за да не бидат убави после кога ќе ги лепиме. Врз секој ставаме еден празен лист со надпис. Кога ќе се затвори, растенијата да не се оштети. Ова не е спремна папка за накнаден процес, да се собираат во шума, дали покрај река, дали на високопланинско место. Сите тие локации и информации се пишуваат. Ако сме го собрале во шумана, ги собираме во една папка, само тези, било што ќе ги собираме на терен,
И после кога ги хербаризираме, ги ставаме во посебни папки, затоа се вода. Да не се водат сите шарпланина, меѓутоа шарпланина има нели локалитети разлики. И правите прво работна површина. Ова е моето, сум се одрал со градец. И што правиме прво? Едно растение што не е спремно за лепење. Прво нешто што правиме се вакви лепењки. Тоа е ваква трака, само леплива. И не е само леплива, ви треба наша помош да се залепи. Од едната страна е сува, од другата страна има сув лепак. И со навлажнување на самата трака се лепи. Од едно вакво ние си ги правиме ваквики, ја ви го кажам техниката како се прави после. Си ги правиме на вакви долги ленти. И некоја да речеме. Некоја си големина што ни треба за лепење, например, на растенија, е вака. Право си ги спремаме, например, вакви малецки. И некоја растение, нели вака големо. Со намера дека ќе ни се најде вакво растение големо, ги оставяме долги лепенки, со тоа што мериме преку целиот корен. Пошто се овие малите лепенки не ни вршат работата да го залепиме целото, мериме нели од прилика колку е, пресекуваме колку е што ни треба. Инциотичко ова е веќе намокрено со вода. Самото се нежно, не треба па и многу да е мокро, веќе е навлажнето. Се притиска и самото се лепи. Веќе коренот не залепи. И сега, со помалите лепенки гледаме да, нели колку што може да фиксираме, не сега да го наредиме целото со лепак, туку таму каде што има потреба да се залепи. Не треба многу напор. Таму каде што е потребно. Се случува и да не ви се залепи. И затоа има марифет. Нешто како што би требало да изгледат залепени растенија. Кога ги лепиме растенијата, имаме вакви етикети. Откако ќе се залепат. На самиот весник ви кажал дека има податоци за самиот локалитет каде што се собира. Кога веќе ќе ги залепиме вака сите растенија, од едната папка си ги куцаме вакви етикети. На самата етикета има линии на кои треба, тоа после се пишува, нели, се детерминира растенијата, кој вид се, нели, со име, со презиме се. Тие податоци се пишуваат овдека, од каде се собрани, тоа мора да пишува. Инаку, без разлика дали сме го собрале, од каде сме го собрале, ако го немаме тој податок, нели не ни врши работа растенијето. Само го имаме како вид собрано, не знаеме никакви податоци за него. Годината или датата кога е собрано и кој го собра. Кога ги лепиме растенијата, гледаме, пошто овие етикети доаѓаат на десната страна се лепат, што ги видовте готовите растенија. И кога ќе ги лепиме растенијата, гледаме овој простор да не биде слободен, пошто следната фаза после лепењето ќе биде лепењето на етикети.